Добар ден. Вчерашните снимки од безбедносните камери во холот на Собранието на Република Македонија го докажаа директното учество на ДПМНЕ во обидот за организирање на терористичко загрозување на уставниот поредок и обидот за убиство на дел од пратениците. Снимките објавени вчера се клучниот доказ дека Никола Груевски постојано лаже. Иако постојано тврдеше дека неговата партија нема ништо со упадот во Собранието, на снимките од надзорните камери јасно се гледа дека најмалку 6 пратеници на ДПМНЕ и еден пратеник од нивната коалиција и помагаат и ја поттикнуваат групата во извршување на низа кривични дела. Ако досега, преку проектот Вистината за Македонија, граѓаните можеа да слушнат, преку вчерашните снимки можат и да видат на кој начин функционира ДПМНЕ. Целата јавност можеше да ја види кој ја планирал, поттикнал и ги организирал упадот на толпата на 27 април. Срамното и криминално постапување на Марко Зврлевски, неговото обвинителство и извршителите на Груевски во судството се последниот обид за спасување на виновниците за нападот во Собранието. Затоа Зврлевски и партиските судии на ДПМНЕ стануваат и соучесници на нарачителите и извршителите на инцидентот. Тоа значи дека Зврлевски, судските извршители на Груевски, како и Митко Чавков, пратениците на снимките, структурите на УБК, МВР и АРМ кои учествуваа во нападот, како и нарачателите и непосредните извршители на кривичните дела, ќе мора да одговараат за своите постапки пред независни и професионални судови согласно Уставот и законите на Република Македонија. Никој нема да биде амнестиран од одговорност без разлика дали е пратеник, полицаец, припадник на АРМ, судија, обвинител или обичен граѓанин. Македонија нема да биде правна држава се додека во целост не биде расчистен организираниот напад во Собранието.